Добро вечер, Битола. Добро вечер, драги пријатели. Јас исто така знам дека уште многу битолчани кои мислат исто како нас, кои со срцата и желбите се со нас, вечера останаа дома. Некои од страв да не бидат избркани од работа, тие или некои од нивните блиски. Други плашејки се да не им ги укинат субвенциите или социјалната помош. Трети стравувајќи да не им дојдат инспекции во фирмите и дуќаните и душмански да ги казнат. И верувајте, на никого од нив ништо, ама буквално ништо, ниту забележувам, ниту замерам. Не е грешката во нив, туку во овој недемократски и ненароден режим. Имам целосно разбирање за сите тие уплашени и уценети луѓе. Имаат семејства, имаат деца на кои што мора да мислат. Но сепак, морам да ги прашам. До кога? До кога ќе живеете во страв? До кога ќе живеете понижени, подценети, изгазени? Уште 3, уште 5, уште 10 години? До крајот на животот? Па живот ли е тоа ако во страв се живее? Живот ли е тоа ако постојано се ведне глава, а во себе се гризеш и се јадеш? Живот ли е ако не си ти самиот негов господар, туку обични силежи и ти го владеат? И на крајот на краиштата, од кого да се плашите? Од обични кукавици кои не се никој ништо, ако не се кријат за директорските, зад началничките, зад министерските функции. Те гледам, Никола, минатата недела даваш јавно ветување пред стопанствениците и бизнисмените, дека целокупниот долг на владата кон стопанството ќе го вратиш до март следната година. За каков долг зборуваш, Никола? Па нели самиот најмалку 100 пати имаше изјавено дека таков долг не постои, дека владата сите своји обврски редовно си ги плаќа. Дали тоа ти, Никола, минатата недела јавно ни призна дека не со недели, не со месеци, туку со години наназад свесно и безобразно си ја лажел целата македонска јавност? И зошто баш до март, Никола? Зошто не до декември или до мај? Што толку важно се случува баш во март? Избори, Никола. Избори, тоа ти е маката. А после март, кои ти се намерите? Пак се постаро и уште 2 пати полошо. Како што лани ја намаливте акцизата на бензините 3 месеци пред избори, а после изборите не само што ја вративте акцизата, туку и 5-6 пати душмански ја покачивте цената на горивата. И знаете ли, драги пријатели, што е најголемиот скандал, најголемата неодговорност и расипништво? Начинот на кој Груевски и владата ќе го враќаат долгот кон стопанството. Значи, не со штедење и домакинско трошење во буџетот, не со кратење од владините луксузирања, од градењето на споменици и владините реклами. Не, туку генијалците смислиле долгот кон стопанството да се враќа со правење на нов долг, со земање на нов кредит од странство. А кој ќе го враќа тој кредит, тој нов долг? Па истото тоа стопанство преку нови и повисоки дажбини. Ќе го враќаме сите ние, почитувани граѓани, преку повисоки цени, преку понизок стандард, преку се посиромашна живеачка. Ете, тоа е економската логика, тоа е одговорното владење, тоа е реформската политика на Никола Груевски и неговата влада. Веќе 2 месеци цела Македонија е заложник на еден лажиран театар,
не на опасна игра меѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ. Исто како во серијалот Прељубници, само не со платениот Лажго Магаш, туку со Груевски и Ахмети во главните улоги. Те се караат, те се мират. Те се сакаат, те се мразат. Само што влогот со кој се играат е огромен. Ги потпалуваат меѓуетничките тензии, го рушат уставот, ги понижуваат институциите на државата. При тоа ништо, ама буквално ништо не им е свето. Ниту загинатите и инвалидите од конфликтот во 2001-та, ниту нивните семејства. Во нивното лажно представување на големи патриоти, едни од македонски, други од албански, не ги оставија настрана ниту децата во основните училишта. И нив ги злоупотребија и преку нив се препукуваат и наетат. Груевски вели: министерот за одбрана ги навреди чувствата на сите македонци. И што направи во однос на тоа Груевски? Ништо. Него истиот Фатмир Бесими седи и понатаму во неговата влада и ништо не му фали. И не само што продолжува да биде негов министер, туку не ферма ниту устав, ниту институции на оваа држава. Нашата парламентарна група следната недела ќе поднесе во собранието интерпелација за гласање на доверба на владата на Никола Груевски. Ќе го направиме тоа без било каква илузија или очекување дека владата ќе падне. Напротив, нашата цел е докрај да се разоткрие, да се разобличи оваа договорена театарска представа меѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ, меѓу Груевски и Ахмети. Нека види целата македонска јавност како Силвана Бонева, Илија Димовски и Владко Ѓорчев гласаат Фатмир Бесими да остане министер за одбрана. Како Талат Џафери и Ермира Мехмети гласаат Гордана Јанкуловска и Панче Кралев да останат министри за внатрешни работи и образование. Нека види цела Македонија како лажните македонски патриоти и лажните албански душебрижници сложно, сплотени, единствени, гласаат да опстане оваа криминално тендерска коалиција на власт. Во Битола оваа тешка битка ќе ја водиме на чело со Менде Диневски. Човек чесен и одговорен, докажан, со минат труд и биографија. Вистинска личност за татко на градот, за градоначалник на една нова, модерна, европска Битола. Менде, ти честитам на кандидатурата. Направи се да се гордееме. И ние што те кандидираме и битолчани што ќе те изберат. Драги пријатели, не чека решавачка битка. Битка за нашата иднина. Ајде да направиме нешто со што сите заедно ќе се гордееме. Заедно можеме се. Ништо не може да не спречи. Ајде да им покажеме. Ајде да победиме за нас, за нашата иднина, за наша Македонија. Победа и само победа!